Енергетско цунами се заканува целосно да ја уништи македонската економија, предвидуваат од Стопанската комора, алудирајќи на цените на електричната енергија, кои во моментов се актуелни на слободниот пазар. Енергетскиот отворен пазар е надвор од контрола. Не постои производ или услуга кој може да поднесе цена на енергентите од 600 или 700 евра по мегават час моментално. Поради ова, стопанството бара итна помош или фирмите нема да преживеат, категорични се од комората. Сакаме да поттикнеме кај владата, ако може, една работа. Првин, да направат една симулација колку компании се на слободниот пазар за купување на електрична енергија, колку средни, колку големи, колку се тие потрошувачи, со бројка да излезат и да видиме колку е тој квантум на енергија како финансии, што треба практично они да го инвестираат, да помогнат да се субвенционираат приватните фирми. Затоа што сметаме дека сега е моментот и државата да се задолжи и да земе кредит и да се помогне бизнисот. Верувајте, ќе пропаднат фирмите. Вчера сите три комори тоа претседателите го констатираа. Односно сите го констатираат. Според нив, погрешна е одлуката на владата да се субвенционира само цената за домаќинствата. Да, навистина ние дома ќе имаме ефтина електрична енергија по становите, меѓутоа ќе се затвори скоро целата економија и на крајот на денот вработените без адекватна плата и така натаму, колку и да е субвенционирана таа електрична енергија, сепак нема да може да ја плата. За разлика од Македонија, во земјите од регионот државните компании произведуваат и продаваат многу поевтина струја за стопанството. Например, во Србија цената за бизнисот е 75 евра, а во Босна 66. Толку драстична разлика во цените по мегават час за електрична енергија во однос на околните држави, нашата економија е неконкурентна, особено се неконкурентни компаниите каде што инпут е електричната енергија, значаен дел, значаен процент од производната цена каде што доминира електричната енергија, тие компании ќе бидат неконкурентни и нема да можат да опстојат на пазарот. За да се избегне затворење на компании, пропаѓање на бизниси и отпуштање на работници, од комората бараат субвенционирање на цената за струја и за стопанството зголемување на производството на елем и продажба на струја на бизнисот со граничена маржа и побрзи процедури за поставување фотоволтаици.